За 20% короната го намали основниот буџет на Штип. И со денес усвоениот ребаланс, тој сега изнесува 363 милиони денари. Од приходите на општината се намалуваат околу 76 милиони. И тоа, најмногу од данок на имот 30 милиони денари, од така наречените специјални услуги 26 и од капитални приходи 20 милиони денари. Помалку приходи секако значат и помалку пари за трошење. Со денешниот ребаланс се кратат следниве ставки. Средства за капитални расходи се кратат во вредност од 54 милиони денари, и тоа во делот на изградба и реконструкција на патишта. По 4 милиони помалку ќе има и за урбанистички планови и електрично осветлување, а 1,5 милиони се кратат од спортските клубови. Буџетскиот ребаланс денес беше усвоен на седницата на Советот и проследен со жестока реакција на советниците од опозицијата. Што добива тај што сака да се реализира овај ребаланс на буџетот? Добива да утре, кога ќе се гледа извршувањето на буџетот, се добијат подобри бројки. Значи, ако е 50, ќе биде сега 65%. Со намалување на буџетот, бидејќи се споредува помала вредност за извршувањето и помали вредност на буџетот и помали ставки по одредени делови во буџетот. Затоа ли го правиме? Па може да се остане вака до крај на годината. Шо е? Шо е проблемот? Ако немаме некои структурни промени, ако немаме некои ставки што треба да ги реализираме, а немаме доволно средства таму, па од друго место ќе скатиме таму ќе ставиме. Тоа е висински ребаланс на буџетот. Не е само кратење. Ставот на општината го бранеше раководителот на одделението за финансии и буџет, кој потенцираше дека процентуално кратењето конкретно на капитални расходи е 37%, додека останатите 63% се реализираат. Значи, тоа се законските прописи и законите за буџет. Значи, секое нешто што се изготвува една година порано, нормално дека податоците и планирањето се следни. Значи, буџетот е донесен во 19 година во декември. Законодавецот не случајно предвидел да се изготвува ребаланс на буџетот, односно да се коригира буџетот доколку дојде до нереализирање на приходи или нереализирање на расходи. Значи, сето ова што е направено согласно законските прописи. Инаку намалувањето на буџетите освен во Штип имаше и во останатите општини од регионот, како последица на намалените приходи поради пандемијата. Состојбата како загрижувачка ја оцени и министерот за локална самоуправа Горан Милевски, но со ребалансот на државниот буџет помош за општините сепак не е предвидена.